Неверојатни 90 километри. Толку ќе треба да истрчаат маратонците кои овој викенд во Прилеп ќе учествуваат на 6-тиот поред планински ултрамаратон, насловен како По стапките на Крали Марко или Крали Марко Трейлс. Маратонот е поделен во 4 трки. Главната трка, која е долга 90 километри, е насловена како Крали Марко Ултра Трейл. Ваков вид на трка за прв пат се организира во Македонија. 60 учесници кои се пријавени да ја трчаат оваа далечина ќе стартуваат во сабота во 23 часот од населбата Варош кај Прилеп и планирано е да трчаат цели 22 часа без прекин. Трката треба да заврши некаде околу 21 часот наредниот ден во неделата. Во некој 80% од патеката е обезбедена со маркација, 100% е обезбедена со маркација, меѓутоа од тие 80% се со рефлектирачка маркација. Значи секој од надпреварувачите си има задолжителна опрема која што треба да ја поседува. Таа треба да ја покаже при продигнување на стартен пакет, како и мора да ја носи со себе во мало ранче. Таа вклучува челна лампа, резерва батерија, мобилен телефон, јакна и така натаму. Значи, кога трчаат, се движат надпреварувачите, таа рефлектирачка фолија што е закачена на маркациите дава, им ја осветлува патеката. Да, уште еден детал од технички аспект, значи секој надпреварувач што ќе учествува ќе биде во своето стартно бројче, има чип, значи ќе биде електронско мерење на 3 локации, 3 контролни точки, на кои што големата трка 90-ката поминува 2 пати, другите поединечно се поминуваат по еднаш или по 2 пати, зависно од која трка. Значи на тие места ќе има електронско мерење со так тайминг. Значи тоа е систем на мерење, онлайн исто така ќе има следење ќе може да ја следите целосната трка на kmt.mk. Мери Мирчевска од Прилеп е еден од тие храбри херои кои ќе се обидат да ги истрчаат тие 90 километри за околу 22 часа. Таа вели дека за еден ваков потфат, освен физичка, потребна и голема психичка подготвеност. Колку време се занимаваш со планинско трчање? 10 месеци се занимавам. Пред тоа се занимавав со велосипедизам и со планинарење и со кучкарство. Како започна баш љубовта кон планинското трчање и зошто? Јас откога знам за себе сум чувствувала љубов за планините. Секогаш сум била на планина, ама никогаш до сега не сум се обидела да трчам. Всушност јас никогаш во животов немав трчано и прво па мушко на планина почнав да трчам. Треба ултрадисциплинираност пред се, ултрадисциплинирани тренинзи, начин на живот, биоритам, се да биде ултрадисциплинирано. Освен оваа главна трка, на планинскиот маратон има уште две помали трки кои ќе се одржат во неделата. Едната насловена е како Трескавец Трейл, која е долга 16 километри и се трча од населбата Варош до манастирот Трескавец. И втората трка е насловена како Камена Баба Трейл. Стартот е исто така од амфитеатарот во населбата Варош и се трча до Вештачкото езеро кај Прилеп. Оваа трка е долга 31 километра. Му посакувам да имат успешна трка, да бидат издржливи, сите надпреварувачи и сите да ги завршат сите овие трки кои што се различни по километража, најдолгата е рековне 90 километри. И четвртата трка е намената за најмладите, насловена како Маркокуле Трейл, која исто така ќе се одржи во недела и е долга околу 1 километар. На неа досега се пријавиле да учествуваат околу 100 дечиња.